Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Понеделнички започнуваме, а веќе сме во фаза во која она што се случуваше некаде во ноември и изборот на нови градоначалници во регионот и воопшто во Македонија, дојде во фазата кога поминаа оние, јас би рекол популарни, меѓутоа така употребувани се често пати како 100 дена секогаш кога се дава за еден пресек на она што се случува и во која насока одат работите. Меѓу првите кои што гостуваше во нашата емисија по стапувањето на функцијата беше градоначалникот на Делчево Иван Гоцевски, меѓу првите и кога беше предложен, прифатен за кандидат. Така да, еве, користиме прилика некако на истекот на тие 100 дена тука некаде да видиме докаде сме и што сме и така и ќе започнеме. Добро вечер, градоначалниче, добре дојдовте. Реков меѓу првите, еве сега меѓу првите да презентираме што се случуваше во изминатите 100 дена. Па да, добро вечер, Тони. Благодарам на поканата да бидам и денеска гостин во вашата прва емисија. Благодарам до тебе, Стара, за поканата. Секако, нели, во интерес и на граѓаните на Делчево и во интерес и на регионот. Денеска сум овде за да зборуваме за тоа се што е сработено од страна на локалната самоуправа на општина Делчево во овие 100 дена од локална власт. Можам искрено да кажам дека сум презадоволен од тоа што се што успеавме да сработиме во сите полиња од живењето, и во делот на економијата, и во делот на културата, и во делот на финансиите, и во делот на инфраструктурата, на капиталните инвестиции, развојот и промоцијата на општината, секако, нели, сите повиси кон спортските издруженија, невладиниот сектор и така натаму. Така да една комплексна програма, еден комплексен отчет кој што и нашите сограѓани ќе имаат можност некаде до крајот на неделава и да го видат во електронска форма. Ние денеска вечерно ќе говориме за делови од се она што е отчет, она што е најважното. Меѓутоа јас сакав и одговоривте делно на прашањето, сакав да започнам со тоа. Вие започнувате прилично во своите настапи амбициозно како млад човек кој што си ја покажува љубовта спрема своето место и амбициозно за да се сработи нешто. Нели, многу често реалноста кај нас не дозволува толку амбициозно, само вие сте упорни, сакате да направите нешто за својот град. И затоа сакав да започнам со прашањето лично како Иван Гоцевски, колку, ако погледнете на својата работа и од она што ви се случи во овие 100 дена, колку сте лично задоволен и колку чувствувате оптимизам? Па да, има еден наш делчевченец, а ваш сега моментално сограѓанин, господин Илчо Захариев, на последниот наша средба со поголем дел од интелектуалците, нели, кои што потекнуваат од Делчево, баш зборувавме на темата дека ние мораме да зборуваме со позитивизам и со оптимизам, затоа што верувате дека доколку не успееме да ја вратиме на смевката на нашите сограѓани, колку и да се трудиме, ние ништо нема да можеме да успееме. Затоа јас, нели, како млад политичар, како млад градоначалник, сакам секој пат да настапувам позитивно, со полна уста љубов, како што навистина го чувствувам мојот убаво Делчево и нашата општина Делчево, за да оваа љубов и овој позитивизам да ја пренесам и на моите сограѓани. Верувате дека доколку се трудиме да го направиме црно околу нас, колку да се трудиме да имаме развој, никој пат нема да можеме да успееме. Затоа јас лично, како млад политичар, како млад градоначалник, сум задоволен, нели, и од она што го сработивме јас и мојот тим и самата општинска администрација во овие 100 дена, сум задоволен од тоа што сработија и сите институции кои што под капата на општина Делчево. Овде се трите училишта, детската градинка и јавното комунално предпријатие, како и локалната библиотека. И тоа е една комплексна средина која што, доколку продолжи така и во период кој што преостанува до овој 4-годишен мандат, верувам дека ќе му донесе многу позитивни промени на нашето убаво Делчево. Планот наш и на мојот тим во период кој што следува сега во месец февруари, затоа што реално и немаме некои така посериозни активности поради временските услови, имаме само, нели, распишување на тендери, подготовка на проектна документација, да работиме на тоа да ги вклучиме граѓаните во креирањето на политиките на Делчево, да ги вклучиме, да подигнеме нивото на размислувањето кај граѓанскиот сектор, за тоа тие самите да ни кажуваат на нас како локална самоуправа, на нашиот инспекцијски надзор, на нашите инспектори, на нашите сектори оделенија во општината, што ние треба да сработиме. Значи, сакаме да бидеме вистински партнери со граѓанството, со нашите сограѓани,
Затоа нудиме и отворена општина, транспарентна општина, имаме пријавен ден, но сега правиме реорганизација комплетна на самата општина. Дигитализација, гледам на јавувате. Да. Тоа со дигитализацијата е одделно. Така. Правиме нов систем на спроведување на услугите на граѓаните, каде што секој ден граѓанин ќе може во било кој период од денот да дојде, каде што ќе биде пречекан од насмејано младо момче или девојче кој што први најпред ќе му каже добар ден, ќе го праша, повелете господи, вие за што сте, за барање, за улично осветлување, за посилен, за покрупен за да проект, не лута туку да ги одведе некој таму кај што треба. На правото место. На тој начин мислам дека и јас како градоначелник ќе се растеретам од притисокот и врските кои што ги имам во петок и наместо да има градоначелникот приемен ден во петок, општината биде отворена секој ден. Паралелно на тоа разработуваме платформи, наш општинар каде што граѓаните ќе можат преку оваа платформа да пријавуваат заедно со нашите комунални редари проблеми од секаков тип од општината. И мислам дека овој модел и овој начин на функционирање на самата општина ќе донесе само по себе многу резултати. Затоа што директно ќе ги црпиме барањата на граѓаните од терен. Заедно со нашата општинска администрација, заедно со нашите комунални редари, како што кажав, заедно со нашите вработени, заедно со нашите институции кои што се под кабата на општината, ќе направиме нацелина која што ќе биде мора да вроди со успех. За затекнатата состојба и за тоа што прво беа приоритети, говоревме во вашето прво гостување како градоначелник. Сега во текот на емисијата ќе проговориме за она што во овие 100 дена го имате од аспект на финансиската состојба, мерки за граѓаните кои што се донесени, инфраструктура, нови проекти кои што ги предвидувате во образованието, го споменавме екологијата, но пред тоа и поврзано со екологијата, деновиве актуелно стана едно прашање, мислам дека почне да го одговориме, па потоа за она што се 100 дена. Видов еден демант од фирма, има некоја загриженост кај граѓаните во Делчево дека наводно во објект Кожара некоја компанија ќе правела работи и ќе согорувала отпад медицински најверојатно кој што сметаат граѓаните дека е штетен. Го видов овој демант, но да ни кажете малку повеќе за ова, граѓаните заслужуваат одговор, претпоставувам. Дали има опасност дека некој во Делчево ќе гори нешто што е штетно или медицински отпад или било што? Па добро, тоа реално не е прашање кој што е поврзано со 100 дена отчет, но веќе пошто ме прашувате и тоа реално актуелно и треба граѓаните да знаат. Тоа влегува во моите ингеренции, претпоставам дека и до вас граѓаните имаат реагирано за оваа ситуација и овие спекулации. Јас најодговорно тврдам како градоначелник на општина Делчево дека тоа се класични манипулации и спекулации, затоа што јас како член на претходниот совет, ние како совет во 2020 година донесовме одлука за недонесување, точно за овој дел. Ова позната локација Дуб Стара Кожара, во која што го блокиравме неговото донесување. Така да постапката за блокирање на овој процес и постапката за донесување нов е многу сложна и трае многу години. Така да верувате дека со самото со таа одлука за недонесување на претходниот совет и реално и законски е невозможно да се направи таму да имаме значи веќе советот донел нешто што е недозволено. Дуб кој што не дозволува да имаме таму развој на тешкозагадувачка индустрија. За жал, постоечкиот генерален урбанистички план кој што е од 96 година, кој што е постар, нели, кој што е стар 30 години, има намена Г1 нова локација. И сега веќе има нови собственици на самиот објект кој што се од Делчево, кој што и вие ги спомнавте. Да, и јас искрено верувам за тоа што тоа се нашите граѓани и нивните намери се намената од Г1 кој што за тешкозагадувачка индустрија да премине во Г2, а не обратно. Тоест да имаме индустрија која што е лесно загадувачка или незагадувачка индустрија. Така да доколку луѓето имале намера да прават тешкозагадувачка индустрија, сега постојниот ГУП тоа им го и овозможува. Но, за да бидеме ние сигурни дека нема ни се случи тоа на Делчево, јас како градоначелник уште денеска разговаравме со одделението и со секторот за урбанизам. Имавме еден состанок, веќе утре во попладневните часови ќе имаме исто така еден поголем проширен работен состанок каде што ќе ги доразгледаме сите можности кои што ги дава генералниот урбанистички план. И јас како градоначелник ќе инсистирам, тоест ќе дадам наредба во новиот ГУП, тоест во новиот генерален урбанистички план, сите маркети и парцели кои што се на територијата на општина Делчево да бидат избришани со намена Г1 или тешко загадувачка индустрија. И со тоа граѓаните можат
безбедно и мирно да спијат, затоа што и самиот нов генерален управнички план кој што е во забрзана фаза и кој што ќе биде донесен уште оваа година, затоа што навистина во финална фаза, а ние ќе го промовираме најверојатно дали утре или за утре, тоест нашите намери како општина, и ќе биде транспарентно објавен и на нашите страници како општински така и мои професионални. Ќе ги увериме граѓаните дека тоа сега и што го зборувам ќе го видат утре и на хартија. Тоест сите маркици со G1 ќе бидат избришани. Да нема ни можност некој да размислува дека... Да нема ни можност дека... законска и правна можност да не постои на територијата на општина Делчево во новиот генерален урбанички план да има можност за развој на таков тип на индустрија. Наспроти тоа, делови каде што ќе имаме моментално G1 и G2, делови кои што е тешок развој на индустријата, кои што се над градот Делчево, тоа е на влезот од кај Бугарија, планираме овој дел да го пренамениме за семејно домување. Тоа е кога влегувате во Делчево од страната на Бугарија, од десната страна, кај до пред отпочнувањето на индустријскиот дел, овој пазниот дел да биде со намера на семејно домување и горниот дел за изградба на хотели. Ние имаме трговско-индустријска развојна зона која што во средината на март треба да ја припадне на општина Делчево, да биде развојна индустријска зона која што ние планираме да ја развиваме за лесна индустрија и незагадувачка индустрија и за бизнис, развој на стопанството и трговијата. Така да имаме ние простор каде да развиваме индустрија, нискозагадувачка и незагадувачка, не во срцето на Делчево. Така да граѓаните можат слободно да спијат, да не веруваат на спекулации, за сите информации кои што се заинтересирани можат слободно да ги проверат и на папирологија во општината. Нашите врати се отвори, како што кажав и претходно, така да секој еден добронамерен и честен искрен делчевчанец го поканувам веќе уште утре да дојде и да го провери тоа дали е вистина тоа што го зборувам. Одлуката за недонесување на овој детален урбанички план кој што е спорен, Стара Кожара е со број 09 1757/7. Тоа е одлука донесена од претходниот совет на 14.11.2024 година. Така да тоа е документ кој што до овој момент не дозволува до парцелизација на некој начин ни кажавте дел од она што е и работено и ова е работење практично во 100 дена. За волја на вистината да кажеме дека самата фирма ММЦ Прогрес излезе со демант во кој што стои дека е точно ММЦ го купил објектот Кожара, кој според планска документација има нема G1 тешка и загадувачка индустрија, но велат јасно, недвосмислено одговорно, ММЦ немала ниту има намера да развива таква индустрија. Нашата намера вели да создаваме нови вредности, живееме велат овде во Делчево. Најважно од се велат, доколку некој се појави обид за реализација на ваков или сличен проект во Делчево, нашата поддршка ќе биде со заедницата и со граѓаните кои се спротивствуваат на таков вид развој. Значи на некој начин имате партнер во оваа фирма и да се надеваме дека ќе биде така. Додиме ние со она што рековме 100 дена. Секогаш на почеток се говори и за финансиската состојба, знаеме дека Делчево беше општина која што работи во рамка и слично. Стабилизиравте ли нешто, направите нешто на тој план кога веќе сме кај овие 100 дена? Па да, можеби најтешко не е во делот на финансирањето. И од најтешкото почнуваме и со прашањата, добро. Затоа што ќе видите коментари на социјалните мрежи и мои лични пријатели кога ми пишуваат и ми велат кога знаеш дека толку многу тешка финансика состојба, зошто се нафати веќе градоначалник? Затоа што ние треба да бидеме храбри во тешкото. Ако седнеме сите и се оттргнеме од некој треба да го решава, некој треба да го решава, да. Треба да се решаваат проблемите. Јас многу пати имам кажано дека јас не гарантирам дека ќе го решам, но ќе направам се за да биде овој проблем решен. Да, проблемот е доста сериозен. Проблемот е до толку сериозен што ние имаме извршни решенија на со вредност од 170 милиони денари. Тоа се оптужени средства на општината, значи долг на општината кој што е под извршители. Тоа е една сериозна бројка, ако земе фактот дека е малку не една третина од вкупниот буџет на општина Делчево. Ако земе фактот дека истиот тлее веќе 3 децении, ако се земе фактот дека овој долг постојано и континуирано расте, по основа на камата, но пак ќе речам, значи ние имаме разработено модел, разработивме систем во кој што мислиме дека ќе успееме да овој долг да го намалиме. Затоа имаме договорено веќе оваа недела работни средби со најголемите
побарувачи на средства, послов на опложени средства, со кои што ќе седеме на маса, ќе разговараме и ќе се потрудиме да ги најдеме можностите. Да, ќе седеме, ќе разговараме, да видиме дали можеме да направиме еден диалог, еден договор за разложување на подолгорочен рок на рати, да видиме што можеме ние да дадеме како замена на општина Делчево за нивните потреби и секако да најдеме еден модел и еден начин да ја одржиме оваа рамка со која што ние моментално и работиме, те 8,5 милиони денари, реално рамка која што не дава многу големи можности, но не штити од извршување на овие огромни побарувања кон општина Делчево. Паралелно на тоа имаме и тековни трошоци наследени кои што се негде во размер од 110 милиони денари, кои што ние полека ги сервисираме тековно. Во овие 100 дена сервисиравме негде над 50 милиони денари, од кои што можам да кажам дека голем дел се за обврски кон нашите пожарникари, кон нашите вработени по основни јубилејни награди, кон нашите поранешни советници по основна пушали, кон побарување по односна експроприација кој што не е исплатена. И секако тоа што мене лично ме радува е негде над 32 милиони денари успеав да платам средства кои што се по основ на капитални инвестиции. Тоа се тековни проекти кои што и во моментот се случуваат на општина Делчево, дел од почнати од моја страна, дел наследени од претходниот градоначалник. Така да спремни сме да работиме уште посилно, за да можеме да излеземе од оваа состојба, но и да се носиме со истата. Затоа што, како што кажав и претходно, лесно е кога е лесно, тешко е да бидеш храбар кога е тешко. Верувам дека имаме капацитет како општина, како вработени во општината, и јас како градоначалник, нормално со поддршка од искуства од другите општини, со поддршка од владата Република Македонија и секако со одличен диалог со оние фирми кои што имаат побарувања кон општина Делчево, да најдеме заеднички диалог и ова во овие 4 години и да го средиме. И покрај тоа имате мерки за граѓаните под мото повеќе пари за граѓаните. Што значи тоа? Дали наоѓате начин да се помогне и на која категорија на граѓани може да се помогне? Трансфери кон нив? Па да, ние значително ги зголемивме средствата кон спортски клубови, тоест најавниот повик кој што мислам дека денеска завршува или веќе тој заврши на 31, значи утре ќе имаме комисија за избор на оние кои што добиле средства. Ги зголемивме средствата по однос на новој дел, ги зголемивме средствата кон невладиниот сектор, ги зголемивме средствата кон нашите новороденчиња. Еве јас тоа што ме радува е исплати како начин по основ на новородени дечиња на 91 решение. Тоа е оно што навистина еден градоначалник му е најголем мотив и најголема желба да подпишува решенија за новороденчи. И затоа ги зголемивме и вредноста за 1000 денари, тоа веќе е 4000 денари по новороденче. И нека биде така еден стимул дека сепак се грижиме ние за нашите новороденчиња и за нашите нови семејства. Ги зголемивме вредноста на стипендиите во нашите училишта по сите основи, и за најдобри ученици, и за студенти, и за средношколци. Ги зголемивме средствата за нашите најдобри средношколци. Имаме ваучери 15 по 20.000 денари. Сето тоа е во насока на стимулација практично на успешните, на учениците. Апсолутно. Ние како општина мораме да ги препознаеме вредностите, затоа што ако ние не ги препознаеме, верувате дека нема кој да ги препознае. И затоа точно таму каде што е потребно да се стимулира, отпочнавме постапка на стимулација. Да, нашиот буџет не дозволува едноставно зголемување, но тоа нека биде постепено зголемување за на крајот на мандатот веќе да имаме некоја разлика од малтене дупло од тоа што имаме наследено и од тоа што ние во четвртата година од мандатот ќе го испорачаме. Сака да кажете во наредните години практично очекувате да се зголемуваат уште тие средства? Да. Во рамките на можностите на буџетот и во рамките на нашите финансиски приливи, ние планираме овие параметри значително да ги подобруваме. Да, ние како општина разработуваме модел, планираме да отугиме и општинско земјиште кое што во Црноградско подрачје веќе имаме направена програма за тоа, веќе имаме и правна можност, каде што со развојот на градот, со развојот на бизнисот,
повеќе основи на повратна средства во општината, но тоа ако сега дека одвоиме посебна тема, да имаме повеќе средства за нашите граѓани и за развојот на нашиот град. Тоа е веројатно поврзано со генералниот урбанистички план, што ќе можете да понудите на оние кои што сакаат да градат евентуално. Имаме исто така нови мерки во делот на социјалата. Значи имаме нова мерка за средношколци од 20 години кои што имаат мускулна дистрофија, тоа е за нивно банско лекување. Значи имаме за семејни семејства исто така финансиска поддршка и можеби тоа што е нешто најново е финансиска поддршка од 10.000 денари за пациенти кои што се лекуваат моментално од канцер, било каков, и кои што овие средства ќе им помогнат во нивните долгорочни лекувања и макотрпни лекувања. Тоа е малку непопуларна мерка, но е навистина добар стимул за, мислам, добрододена помош финансиска кон нашите суграѓани кои што за жал имаат таков тип на болест. Го споменавме генералниот урбанистички план и споменувате и во својот отчет кој што се подготвува дека ќе размислувате на тој план, а со сето тоа поврзано е и она што граѓаните го имаат како свој проблем во поглед на легализацијата на објекти, во поглед на ревалоризација на она што го имаат како имоти. Каква состојба имате таму и направивте ли нешто за да граѓаните имаат реална вредност на она за што ќе плаќаат данок, а од друга страна и оние кои што имаат проблем со легализација да ги легализираат своите објекти? Па добро, ајде би почнал најпрво од крајот на прашањето кон почетокот. Така. Значи, општина Делчо има сериозен проблем со ревалоризација на имот. Значи, ние реално наплаќаме данок многу помалку од тоа што реално треба да наплаќаме. Можеби самиот проблем е и во самата рамка која што има општина Делчево и сите тие средства кои што ние ќе ги изголемиме ќе одат како одлив кон поборувањата кои што ги имаат фирмите кон општина Делчево. Но еднаш мора да се но еднаш мора да се пресече так. И ние сериозно работиме на разработување на платформа и на софтвер кој што ќе даде нови пресметки. Еве јас како поранешен советник во Советот на општина Делчево многу добро знам дека ние само во претходниот совет имаме негде над 700 легализации. Тоа е легализации за кои што не се наплаќа во моментот данок. И тоа е сериозна бројка. Тоа е загуба за општината реално. Дури ние имаме и укажување од самата ревизија дека ова мора да коригираме и мислам дека сега после 1 март кога и практично ќе заврши процесот за легализација на дивоградбите, 3 март е последниот рок за легализација, ќе отпочнеме нова пресметка на данок на имот и мислам дека ќе некаде таму до почетокот на јуни и оваа постапка ќе успееме да ја спроведеме. Тоа се нови средства кои што никако како општина Делчево треба да си ги наплатиме, затоа што тоа е нашата обврска како општина. Тоа не е нешто што ние и другото изворна средства, како ќе се финансираат проекти ако не го полните буџетот на одреден начин реално. Значи мислам бројката е многу голема. Ние општинската администрација по последниот закон за легализација има легализирано над 2500 објекти. Тоа е мислам сериозна бројка и тоа е многу работа за сектор урбанизам. Мислам дека негде околу приближно 1000 објекти се одбиени во текот на постапките, но бројките граѓани ќе може да ги видат во отчетот на 100 дена локална власт. Таму се подручни бројките, за да не калкулирам со погрешни бројки, таму ќе ги има, така да секој еден заинтересиран ќе ги погледне таму и ќе ги спореди. Во однос на носењето на новиот генерален урбанистички план, како што претходно споменавме, ние сме веќе во сериозна процес и во офанзива за донесување на истиот уште 2026 година. Веќе утре изјавив дека имаме состаноци со сектор урбанизам и со други сектори каде што ќе ги доуточниме правичните потреби на општина Делчево. Да, јас како нов градоначелник со нова визија, нормално се трудам колку е можно моите визии и моите погледи, особено во делот на развој, локален економски развој, да ги вметнам во новиот генерален урбанистички план. Новиот генерален урбанистички план предвидува нова локација за хелиодром, нова локација за автобуска станица, нова локација за типски куќи, нова локација за изградба на хотели, нова локација за развој на спортско-рекреативниот центар, нови локации за трет мост на река Вегалница, за локација за жичара кон планината Голак,
за нов дуп за индустрија кој што е незагадувачка. Да, веќе споменавме, да. Секако тоа што е непопуларно, нова парцела за градски гробишта, за жал. Но до тоа се потреби кои што ние ќе мора да ги вметнеме. Нормално за нов верски објект, за нови зелени површини, за нови спортски игралишта во централно градско подрачје, за нови парцели кои што ќе нудат можности за мали и средни предпријатија, за трговија, за хотели, за ресторанти, за ретайл паркови, така да тоа е и суштината на самиот развој кој што ќе го помоги. Практично ќе биде една насока и основа за развојот во наредните 10 години, можеби и повеќе, реално. И повеќе. Нормално, моменталниот генерален урбанички план е заставен и не ги нуди можностите кои што реално Делчо ги има како потреба. Од 96-та мислам дека е последниот генерален и сега е правен и прилагоден за потребите на тогашната општина. Сега го генерален урбанички план кој што ќе има обврска да го пополни празната површина кој што е во центарот на градот. И да го одбрани градот од дивоградби кои што се во самата агломерација на градот. Сега ќе донесеме и одлука на Совет во наредниот период во кој што ќе се забрани легализација на таков тип објекти кои што се блиску до општина Делчево, затоа што општина Делчево утре со евентуален нов закон за легализација, при легализација на овој тип на објекти ќе има обврска и да ги сервисира, тоест да ги обслужува со водовод, канализација, патна инфраструктура, телекомуникацијска инфраструктура и струја. И тоа паѓа на терет на општината, а буџетот е таков каков што е и ние како општина жал тоа не можеме да го спрачаме. Така да мораме да размислуваме и во тој дел да се одбраниме од несоодветно ширење на самиот град. Така да тоа е вменато во генералниот план и истиот да биде прилагоден со потребите на новите дупови. Наистина имаме ние одлични стопанственици кои што планираат да се развиваат во секторот каде што планираат да се доразвиваат во други сектори, имаат барања, имаме барање секако и од странство и од остатокот од државата и сето тоа ние треба да го ставиме во една целина заедно со нашите планери кои што ни помагаат да го понудиме пред се на јавна расправа. Некаде се надам дека тоа ќе биде почетокот на март, за да и граѓанството да го види самиот генерален урбанички план, да направиме уште една стручна расправа и овој генерален дефиниран урбанички план да отиде во транспорт и врски, од каде што треба и да биде донесен и поистиот да се и функционира. Тоа што радува за прв пат во општина Делчево е дека ние како општина Делчево во овие 100 дена локална власт, ова го нема сега во извештајот за отчетот за 100 дена, но ќе биде дополнет, веќе нарачавме геодетска подлога за 3 делчевски села, за селото Габрово, за селото Град и за селото Тработивиште. И овие села практично со ново донесената програма, која што беше на последниот совет, ќе станат урбани целини, тоест ќе имаат војнина, собствени дупови и ќе добијат ќе се добие урбана целина каде што и жителите на овие 3 делчевски села, заедно со веќе донесените Звегор и Разловци, ќе можат легално да си градат објекти за нивните потреби. Овие граѓани сега за жал не се во можност да имаат документација која што е соодветна на проектите за ИПАРТ. Значи утре еден ден, а тоа верувам дека ќе биде веќе на реална 2027 година, затоа што постапката трае неколку година време, почнувајќи од денес, ќе имаат можност преку проекти од ИПАРТ програмите да можат да размислуваат за изградба на вили кои што ќе бидат она што во моментот не можат, немаат услови практично. Значи законска можност немаат, така. Ќе имаат можности да инвестираат во помошни објекти за потребите на земјоделието, во производствени центри за преработка на слива или вишна, за преработка и на млечни продукти, било тоа кисело млеко, било тоа овчо сирење и така натаму. Така да тоа што нашите земјоделци го произведуваат, ќе имаат утре ден можност и да го направат во крајен продукт. И секако нашите села нудат одлични можности, не само овие села кои што ги споменавме, но овие ќе бидат пилот села кои што ќе се обидиме да ги доведеме во таква урбана целина, за да можат
дополнително да го развиваат туризмот. Овие се прекрасни села. Например, селото Габрово има една локалитет Смрлива вода, топла вода, која што е позната на сега во Балкан. Селото Град има тврдина која што е позната на целиот Балкан. Има модел слива кој што може да ја развива. Туризам, Марково седло, за селото Тработивиште, познатата Залкаријада, одлични можности, две реки во едно, равна површина. Селото Радоци, историско прекрасно село. Селото Зегор, позната манифестација Зегорска сурова. Така да имаме толку многу да понудиме и да се развиеме во делот на туризмот, но овие сега проблеми, неорганизацијата се на што нашите села, дава природата и традицијата да се искористи, ама да му се да основа законска. Да, селото го влече назад. Кога ќе успееме ние да ги урбанизираме овие села, ако успееме, ќе им дадеме сериозен буст за нивни развој. Да, ние нема да ги забравиме ниту едно друго село, но овие постапки траат подолг временски период, коштаат многу, буџетот дозволува да правиме елаборати и геодетски подлоги неколку во годината. До сега не го направи никој, еве јас гарантирам дека до крајот на мојот прв мандат ќе успееме да ги урбанизираме сите села кои што се од збиен тип. Затоа што села кои што се од разбиен тип, за жал тоа не го дозволуваат од причина што опфатот е на цела територија на самото село и многу граѓани кои што планираат да развиваат посеви и овошни насади со самата урбанизација губат правото на субвенции. Така да ние ќе развиваме таму каде што реално имаме можност и имаме потреба да го развиваме. Тоа е на некој начин инвестирање во иднината и да има можности некој што сака да се развива. Но граѓаните веројатно гледаат и на дневна основа што се вели, што се случува и што се реализира. Така да одиме во инфраструктурата, она што може да го видат граѓаните, а и што можеби не можеле да го видат, а го работите, да направите еден пресек на најважните инфраструктурни работи кои што сте ги сработиле. Па да, уште од самиот почеток започнавме со реализација на повеќе капитални инфраструктурни проекти. Да бидам искрен, и јас како градоначелник дел од тие ги имав ги заборавено, па сега ги пред да почнем мисија ги пролистав во самиот отчет од 100 дена влада, 100 дена локална власт, извинете. Так. Како можеби како најважен проект е проектот за регулација на река Брегалница, кој што е во центарот на градот. Веќе е во изградба низводно и сега се очекува во крајот на февруари да се опочне и низводно на кејот на Брегалница, тоа е со познатиот балон во центарот на градот, па се до подмостот на улица Индустријска. Секако реконструкцијата на улица Индустријска како основна поврзаница на двата дела на градот, тоа е една многу важна улица во која што транзитираат можеби најголем број на автомобили дневно и поминуваат најголем број на пешачи во денот. Затоа истата ќе се реконструира со два просторни тротоара во должна на целата улица. Го реконструиравме патниот правец од Делчево до село Габрово и од Делчево на патниот правец од Делчево до селото Стамер. Деновиме започна реконструкцијата и реставрацијата на спомен домот во селото Разловци. Во завршна фаза е дворното уредување на детската градинка Весели Цветови, кое што нуди нови содржини на детски реквизити, летниковец, пристапни патики и патека до ново планираниот паркинг простор кој што е вон склопот на детската градинка. Се градат нови улици во централното градско подрачје. Изградивме атмосферска канализација на самата улица Индустријска. Изградивме канализациона мрежа во централното градско подрачје. Од улица Драмечка е веќе во завршна фаза во населбата Басарица. Деновиве ја почнавме изградбата на улицата Видео Смилевски Бато, една улица која што беше заборавена со децении, улица која што е една од основите во потребите на жителите во Стар Расадник. Денеска ја ставивме во изградба и улицата Кочо Рацин заедно со нов водовод. Сега денови ќе опочнат и неколку улици во Спорско рекреативниот центар, така да тоа е една целина која што дава нови можности за развој на општина на Делчево. Тоа се така накратко делот од капиталните проекти. Секако во делот на водовод
тука би издвоил значи новата водоводна линија на улица 4 и крај код улица 4, тоа е во централната градска подрачје. Во делот на фекалната канализација изградивме канализациона мрежа во должина од 100 метри во населбата Пролет. Во постапка е и во финална фаза изработката на техничка планска документација за изградба на фекална канализација со прочистителна станица во село Стамер. Тоа е исто така еден децениско барање на жителите од ова село и секако во тек е изработка на проектна документација за изградба на водоводната мрежа во село Вирче. Ги најдовме пречките каде беше закочена постапката, истите овие ги отпочнавме. Во делот на содржините за млади и за спорт, вчера и завчера го введовме во реализација проектот за изградба на нов скејт парк, кој што е во спортско-рекреативен центар и секако ја откочивме постапката за реконструкција на спортска сала која што е во склоп на спортско-рекреативен центар, еден знаменит спортски објект кој што беше оставен на забот на времето да се распаѓа во соработка со Министерството за спорт и владата на Република Македонија. Веќе има донесено и одлука, овој проект е вменет во програмата за 2026 година и се обезбедени средства во висина од 10 милиони денари за реконструкција на истата. Така да тоа е така нели накратко се овие неколку проекти кои што се во фаза и кои што многу наскоро ќе ја видат и самата реализација. Како на некој начин голема предност или нешто со што треба да се горде Делчево, го споменувате секогаш Разловци и мислам дека спомен домот Разловичко востание е започнато со реконструкција, така во која фаза е, што се планира таму? Па да, цела документација веќе е комплетна и денови отпочна и самата реализација на проектот. Во моментот се поставуваат скелиња за реконструкција на истиот и се врши прибирање на сите значајни материјални средства кои што се внатре во самиот спомен дом, за да бидат очувани значи автентично и онака како што дослужува. Таму имаме една многу важна библиотека која што зборува не само за Разловци, за историјата на Разловци, а зборува за историјата на целата Македонија. Има многу важни факти, податоци и книги кои што заслужуваат да бидат сега соодветно складирани и потоа да бидат соодветно наместени во новата библиотека која што е во склопот на самиот објект. Така да сега во моментот тоа се градежните активности кои што се извршуваат. Јас искрено се надевам дека негде кога ќе биде само честување на 150 години јубилеј од Разловичкото востание, овој објект ќе биде веќе и во финална фаза и ќе можеме да го покажеме пред очите на целата македонска јавност. Споменавте во мерките повеќе пари за граѓаните, поддршка на учениците, поддршка на студенти и слично. Образованието, споменавте веќе дел од сето тоа што се е сработено на овој план. Имате училиштата, имате градинки, имате библиотеката ваша, која што гледам на Facebook активни се, има своји активности. Што таму имате преземено и што е потребно на оваа област? Па да, ние како одговорна локална самоуправа сме во постојан контакт со нашите образовни институции. Ние имаме две основни училишта, заедно со неколку подрачни училишта и една гимназија, една детска градинка и една локална библиотека. Во овие 100 дена на локална власт можеме да се пофалиме со низа на активности кои што беа во склоп на самите училишта. Многу настани кои што го промовираат нашиот град Делчев пред се. Имавме изложба на монографии кои што зборуваат за градот Делчев и за нашите села. Имавме сега еден многу убав настан на 4 февруари, каде што имавме на многу масовна голема трибина, каде што беше организирана од страна на нашата гимназија и се зборуваше за ликот и делото на Гоце Делчев и секако за возобновување на познатата манифестација Гоце Видени, која што веќе ја отпочнавме под еден друг вид на форма. Во однос на сите други активности кои што се во делот на основното образование, можеме да се пофалам со веќе неколку градежни запади кои што се случија во нашите образовни установи, каде што има веројатно за условите во кои што учат учениците и работат. Апсолутно. Каде што ќе успееме да направиме простори кои што ќе го подобрат образованието
и ќе создадат кадри кои што во иднина ќе носат, нели, и развој на самиот град. Сега сме во фаза на изнаоѓање на нова струка во нашата гимназија. Веќе имавме и јавна расправа со бизнис секторот во Делчево, каде што разговаравме за сите можности кои што и се потребни на општината. Веќе сме во финална фаза да направиме една јавна трибина каде што ќе ги споиме нашите осмоделенци и деветоделенци од двете основни училишта заедно со нашиот бизнис сектор. Сега тоа е во организација на нашата гимназија, каде што преку нивна соработка ќе се понудат можностите кои што ги нуди Делчо како град, како индустрија, како потреба, и секако нашите осмоделенци и деветоделенци, велам осмоделенци и деветоделенци, затоа што тоа е таргетирана група која што треба да ја препозна нашата гимназија и нашите нови струки и нашето стопанство, за да се одлучи пред се да остане во Делчево да учи, а потоа да остане во Делчево да живее и да работи. Така да тоа е еден новитет кој што јас го наложив како градоначалник и мислам дека за неколку години ќе вроди со сериозен плод, затоа што мораме да ја вратиме прави пред се довербата кај нашите ученици, дека Делчево сепак има можности да може да се живее добро во Делчево. Веќе имаме фирми кои што даваат сериозни плати, фирми кои што можат да го одвлечат вниманието на младите од желбата да работат во јавна администрација, затоа што таму веќе платите се доста пониски од тоа што реално може да се заработи во приватниот сектор, во реалниот сектор, јас би го рекол, затоа што јас од таму потекнувам. Секторот кој што допринесува за развој и секторот кој што допринесува за раст на економијата. Така да тоа е можеби и во основата кој што нуди. Паралелно на тоа, основното општинско училиште Ванчо Праке разработува еден проект преку невладини организации за компостирање на отпад кој што може да се распаѓа. Имаме веќе во дворот на училиштето поставено една целина каде што и самите ученици успеа да се запознаат за како може да се обновува, нели, самата природа. Во делот на детската градинка веќе споменав, комплетно се направи дворното место на новата детска градинка. Нови содржини за нашите најмлади, летниковец, нови играчки за нашите најмлади со тартан подлога, со пристапни патеки до самата детска градинка и секако се опозна со реконструкција на оние застарени делови во стариот план на детската градинка. Се набавија неколку нови душизи за детските кревечиња, се обнови инвентарот и тоа е, нели, така накратко во делот во кој што и вие ме прашате, во делот на образованието. При крај сме на нашето време истекло и морам да ве прашам, бидејќи започнавме со еден проблем кој што покажува дека граѓаните се чувствителни кога станува збор за да имаат чиста животна средина. Гледам во поглед на екологијата, најавувате кампањи, реализирате полека, се бориме за почист дом, Делчево со нула толеранција за отпад. Да образложиме што таму ќе се случува, бидејќи се покажува дека граѓаните им е битно тоа. Па да, ние како нова локална самоуправа, јас како нов градоначалник, што првиот ден почнавме да работиме на подобрување на пред се на хигиената во градот. Тоа морам да го истекнам. А луѓето сака да им се чисти улице, сака да се чисти на време се. Да. Треба и да предонесат, меѓутоа тоа не ја ослободува општината од врската, нели, да биде. Апсолутно. Мислам дека граѓаните во тој дел видува дека може да се работи, дека можело да се сработи, затоа што реално оваа година ние немавме проблем со собирање на сметот од нивните домови, со собирањето на сметот од колективните канти за собирање на отпад. Видува дека градска депонија може да се среди, која што е проблем деценијски на општина Делчево, која што беше запоставена, постојано се пареше, чадеше, тук се создаваше еден лош амбиент. Сега истата се редовно сервисира, секој вторник и среда се нивелира, се чисти, се проширува. Во поставка сме на проширување на самиот простор околу градска депонија. Паралелно на тоа и чистивме голем дел на зелени површини кои што беа заборавени во централното градско подрачје и во самата агломерација на градот. Собравме можеби над 500 тони ѓубре по основ од овој тип. Воведовме нов систем. Еве сега во нареден период ќе планираме преку местни заедници да доделиме канти за собирање на рециклиран отпад.
да введеме еден нов систем во кој што ќе подигнеме свеста на граѓаните кои што живеат во нашите села, во кој што во тие канди ќе може да собираат отпад кој што е пластика, метал или хартија. Да го селектираат на некој начин, да. Да им ги преку општина Делчево, преку одлука на Совет, да им ги дадеме на трајно користење, истите да имаат обврска сами да се ги сервисираат. Тоест, сметот кој што ќе го собираат, истите да имаат право да го отуѓуваат, да собираат финансиски средства кои што потоа ќе се ги реинвестираат во нивните потреби во самите села. Биат мотивирани на некој начин, да. За оваа потреба некаде планираме да поделиме 120 канти за отпад. Тоа е процес кој што сега во моментот го работиме, затоа што е во моментот изработката на програмата за местните заедници и урбани заедници, во кој што ќе биде вметата и овој дел и со самото донесување на програмата на наредна седница на Совет, ќе можеме и овој да го реализираме. Паралелно на тоа, преку тендерот за интервенции, планираме голем дел од дивите депонии да ги комплетно да ги санираме и да покажеме дека ние како локална самоуправа се спремни да го и тој дел да го завршиме и со кампањски дел да работиме на подигање на свеста за, не дај Боже, идно појавување на диви депонии нови локации преку програмата од Агенцијата за вработување. Во период во кој што помина овие 100 дена, ангажиравме 29 лица кои што значително ја подобрија хигиената во градот. Беа изчистени сите тротоари во централното градско подрачје и во населото Басарица беа обраснати со трева, беа комплетно изчистени. Булеварот Македонија е комплетно изчистен од тој тип. Наносите на земја кои што беа во текот на целиот булевар исто така се изчистени и се доведовме во една нова слика дека кога се сака може да се работи. Ние како општина Делчево имаме мерна станица која што постојано 24 сата работи за мерење на амбиенталниот воздух. Имавме периоди во кои што навистина имавме загрижувачки бројки. Тоа не треба да биде тајна, тоа треба да биде јасно и гласно кажано од првиот човек на општината, од градоначалникот, дека ние, за жал како општина Делчево, во даден дел од период имаме лош загадување на амбиентален воздух. Зошто го кажувам се до тоа? Тоа го кажувам за да се подигне свеста пред секој кај граѓанството. Затоа што еднаш за секојаш треба да бидеме сватени дека ние не можеме да осигуруваме се во нашите домови, а да го вперуваме прстот кон нашите фабрики. Затоа што верувате дека најлош амбиентален воздух имаме во периодот од 5 до 7 часот. Тоаш кога сите ние се враќаме од работа и ги палиме нашите печки. Значи, тоа е податок кој што е јавно достапен на нашата општинска страна и кој што укажува дека ние, граѓаните, сме најголеми загадувачи на воздухот. И тоа треба да биде јасно и гласно кажано и треба да работиме заедно со невладиниот сектор, со сите институции кои се под капата на општината, да работиме за подигање на свеста. Тоа е најважно. Да, инспекторите како вработени во општината имаат обврска да ги контролираат сите правни и физички субјекти во општината и секако да ги казнаваат чинителите. Но најважно е ние како граѓани пред да изгориме еден чиф на патики во нашите печки или 5 пластични шишиња да не може гуми. Да, дека свето тоа излегува преку нашите оџаци и завршува во дробовите на нашите деца. Ако ние тоа не го разбереме самите себе и секој пат вперуваме прст во некој друг, ништо нема да направиме. Затоа планираме и во овој период веќе разработуваме, мислам дека ќе остасаме и во овие 100 дена локална власт, да разработиме платформа во која што секој ден граѓанин ќе може електронски да поднесе пријава кон загадувач по било каков основ. Било да е соголувач на опасен отпад, било да е иницијатор на нова дива депонија, било да е човек кој што депонира отпад несоодветно, да пријави хаварисано возило кое што стои со децении на тротоарот, да пријави опасни граѓани кои што не дозволуваат за тешки товарни возила да се... Значи сите да се грижат, не само инспекторите. Да. Денеска имавме еден состанок со нашите инспекцијски служби и со нашите комунални редари, на кои што јасно и гласно им дадов на знање дека треба да направат план уште оваа недела за реонизација. Што значи реонизација? Да се знае точно во кој ден од неделата нашите комунални редари ќе го посетат дадена населба, дадена улица, дадено делско село. Истите ќе имаат
задача по самата посета и по фотографии да направат записник во кој што ние како локална самоуправа ќе најдеме начин да интервенираме. Дали имаме проблем со скршени клупички, дали имаме проблем со загадувач, дали имаме проблем со скршен координер, дали имаме проблем со опасна шахта, дали имаме проблем... Се има постојан увид во состојбите да се реагира. Постојан увид, да. И истите овие имаат еден дел во неделата, планот за вие среда, по кој што ќе постапуваат по пријави. По кој што нашите сограѓани, кога ќе пријават нешто, да видат дека истото ова е направено увид. И да направиме една комплетна целина во која што ќе направиме кохезија меѓу мене како градоначелник, секторите во општината, инспекторатот и граѓанството. На крајот граѓаните, се разбира. На крајот сме, времето ни истекува, само ми останува прашањето со кое што започнав. Оптимист ли сте? Останувате ли оптимист? Верувате ли дека ќе се реализира визијата ваша која што би била во интерес на граѓаните? Да бидам искрен, значи бев 100% оптимист. Сега кога ги гледам бројките, кога гледам проектите кои што ги имаме направено и кога гледам нека може да се прават нешта кои што вредат 0 денари, а граѓаните ги препознаваат, како што ги споменав. Тука спаѓа и многу добро организирани пречек на нова година. Еден куп на средби со нашите интелектуалци, со закажаните средби со нашите бизнисмени кои што ќе биде веќе наредната недела. Ќе направиме локален економски совет кој што ќе има за цел да не бутка нас да работиме уште повеќе како локална самоуправа во интерес на развивање на градот. Во нашите посети во странство, бевме во посета на Бугарија, каде што јас како градоначелник имах одлична можност да ја промовирам на општината, а потоа заедно со Центарот за култура да ја испромовираме и нашата култура, нашето познато историско оро заштитено со УНЕСКО Копачка. Оставивме бројни средби со стопански комори на други држави во државата. Оставивме доста средби во постоите на локалната самоуправа со наши иселеници кои што дојдоа да се поинтересираат за сите можности кои што ги нуди општината. Секако со наши граѓани кои што се од Турција и од други држави кои што имаат интерес да инвестираат, така да тоа ми дава сила и ми дава мотив да работим уште повеќе и сега да ви кажам искрено сум по тоа што е сработено 150%. Тоа е добро и нека се реализира. Ви благодарам за гостувањето, успех во работата, да се реализираат работите кои што ги предвидувате во интерес на граѓаните, партнерство со граѓаните, со сите и оние кои што не се во државава, веројатно така најдобро се придонесува за сопствениот град. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам поканата, се живи и здрави и се видиме во наредна прилика. Благодарам градоначалниче, почитувани гледачи, тоа беше градоначалникот на општина Делчево, Иван Гоцевски, со кој што разговаравме за тоа што се сработи во досегашните 100 дена од новата власт во Делчево. Слушнавте, оптимизмот е добар и добро е луѓето кои што живеат во сопствените средини да се трудат да ги прават подобри. Дали се градоначалници, дали се обични граѓани, дали се вработени, дали се луѓе кои што излегле и се во странство сакаат да придонесат, сите поеднакво можат да придонесат, така да тоа е најверојатно и најдобрата порака која што ја слушнаме вечерва од градоначалникот. Останете со ТВ Стар, во среда се гледаме со ново издание на Што мисли народот.